Оброкот на денот е следната содржина која што имаме во денешната утринска на Телма. Од утрово неколку пати ја споменавме Маја Дукова, нашата драга пријателка, и со неа и последниот пат, ако не се лажам, апелиравме дека треба салата да се јаде. Така ќе биде и денеска. Ќе ви дадеме предлог за салата која што комплетно може да замени еден ваш оброк. Можете да се направите и одвечер, предпоставувам, да ја имате во текот на денот. Многу е брзо, многу е едноставно, потребни ви се следниве намирници кои што сега ќе ви ги презентираме и се надеваме дека со Маја и денеска ќе дадеме одличен предлог за мала промена во секојдневната исхрана на многумина. Маја, добре ми дојде. Добро утро и секогаш ми е драго да сум тука затоа што веќе се чувствувам како дома. И мене ми е драго што е тоа така. Прво да прашам дали надвор се уште врне дожд. Не. Прекина? Не. Добро, ти влијае некако дождов? Позитивно или негативно? Под Б. Под Б негативно дождот, да, знае да биде, меѓутоа нели мораме да се прилагодиме на тоа што го имаме и да не дозволиме да потпаднеме под тоа надворешно влијание и да најдеме па некои занимации во внатрешноста, како што е например подготвување. Што има поголема и поубава занимација, особено за тебе? За мене да, снимање некои рецепти, наоѓање магии во кујната, да, може секогаш да се најде, или добра книга, како што зборувавте претходно. Точно така, да. Денешниот ден е посветен, или меѓународен ден на детската литература, и затоа малку повеќе се задржавме на книгите за деца и генерално за тоа колку е важно нели да се чита. Апсолутно. Од друга страна пак треба да се читаат и готвачи или книги кои што се со рецепти. Да. Едукацијата никогаш не е на одмет. Било кој тип на книга е секогаш одличен избор. Да. Ти во последно време имаше некои нови вака откритија во поглед на гастрономијата или профили или книги кои што ги следиш, ги читаш, посебно те инспирираат? Од книги практикувам книги психолошки да читам, а истражувам нон-стоп околу храната, околу нутритивните вредности, што со што е убаво да се комбинира. Не сум нутриционист, ама се трудам да ги научам. Тоа не значи дека не си добра во кујната. И мислам, до сега се покажало дека комбинациите се доста добри и дека нутритивната вредност на се што е приложено е баш како што треба. Добра. Ајде, Маја, да преминеме на подготовка. Прво да им кажеме на гледачите, иако ќе биде тоа испишано нели за сите, да можат и подетално да си запишат, ако сакаат, што од намирници користиме денес. Денешен избор како и минатиот, а и за оние кои што ме следат на мојот профил Let's Cook Delight, знаат дека многу често нагласувам дека треба да се јаде салата, а во овој случај јас одбрав оброк салата, која што може да биде како ручек, може да биде и вечера. Во зависност од тоа кој како преферира. Може да замени целосен оброк, а лесна е и едноставна за подготовка, затоа што нели сите сакаме да подготвиме нешто без да главиме во кујна. Едноставни состојки се во ситуацијава, имаме варено просо, кое што е сварено и во него имам додадено брусница. Се преферира во просото претходно да биде закиснато во вода, затоа што тоа е поубаво е за неговата нутритивна вредност да се отфрлат оние состојки кои што не би му одговарале на нашето тело. Добра. Соодносот на варење на просото е 1:2. Една чаша просо на 2 чаши вода. Така, и нативко се вари. Да, нативко, дури да се впие водата, ама скроз е уживање да се вари просо, затоа што е готово за 10 минути, не одзема многу време. Значи, организацијата при подготовката на ова го ставаш просото да се вари, ставаш сладок компир да се пече и за 10 минути ќе ти биде комбинирано. И сега кажи ми, печеше, ја вареше со брусница? Пред крајот некаде, пред да се впие целата вода, ја додавам брусницата која што додава особен шмек. Да. За оваа салата јас би рекла, ако си оној традиционален тип на луѓе, немој да ја правиш, меѓутоа дај шанса па ќе се убедиш во спротивното. Така. Затоа што навидом изгледаат измешани вкусови, меѓутоа вкусот е навистина. Мене барем си ме погодила. Јас обожавам рукола, а брусница гледам да ја комбинирам во секоја салата, затоа што освен тоа што нели е добра за здравје, секако им дава еден посебен шмек што ти пред малку го богата со витамин С, а сакам да нагласам и за почеста консумација на просото. Затоа што на времето некогаш било нели дека просото е само храна за птици или храна за папагалите, меѓутоа не, просото изобилува со нутритивна вредност и барем еднаш неделно е убаво да го имаме вклучено во исхраната.
Друга негова карактеристика е што е безглутенска житарка, што е всушност уште една убава карактеристика зошто да биде вклучено доколку имаат некои проблеми здравствени со истото. Значи да не го игнорираме на рафтовите кога ќе го видиме. Наша состојка е лесно достапна, не е некоја скапа состојка и е одлично да си ја консумираме. Да, обично младите мајки кога ќе почнат со примена на цврста храна кај бебињата, дознаваат за просото и тоа ми е навистина овој момент ме инспирираш мене да го споделам затоа што ете можеби како родител ќе дознаеш за просото, ќе почнеш да го практикуваш, ама понатака после некако ќе престане конзумацијата. А навистина како што спомена и ти, порано важело за храна за птиците, а всушност е храна за човекот која што е многу добра и која што не треба да ја игнорираме како што спомена и Маја на рафтовите во маркетите. Другата состојка во оваа салата ми е наут или леблебија. Уште една состојка која што ја имаме кај нас на нашето поднебје, изобилува, лесно достапна, ефтина, повторно да не се изобилува, да не се избегнува на рафтовите. Јас одбрав веќе сварена леблебија или наут, меѓутоа може некој доколку сака и дома сам да си ја свари со тоа што ќе закисне во вода преку ноќе, потоа ќе да, убаво е да отстои малку наутот во вода. Плюс и наутот е исто уште една од состојките кои што се користеле уште од многу одамна. Сигурно се сеќаваме сите дека кога ќе отидеме кај некој на гости на времето, обавезно имаше печен наут со суво грозје. Да. Што значи знаеле и тие како да се хранат. Па тие ви подобро знаеле од ова што ние денес знаеме, ако веќе сакаме да видиме реални. Сладкиот компир, ајде малку и за сладкиот компир, зошто треба да го користиме? И ова е нешто што го имаме и го игнорираме. Дефинитивно. А не треба да е така. Имаме два вида достапни на нашето поднебје. Треба да сме пресреќни што имаме совршена клима која што ни дава можност да изобилуваме со прекрасни состојки да растат, а ние тоа не го цениме доволно. Ете, извини, мала дигресија, ама треба да му се радуваме значи на дождот сега што го имаме изминатиот период, да не се жалиме. Треба да му се радуваме, ама тоа не е добро баш за земјоделците затоа што сега почнуваат да цветат дрвијата и може тоа лошо да влијае или пак луѓе. Но оваа количина на дожд, така не рекои нашите колешки од метео секторот, дека е добре дојдена за сите насади, за да биде како што треба. Да не премине во некоја елементарна непогода. Така е. Да биде се умерено како што треба. Полека. Другава состојка, како што рековме, сладкиот компир го имаме, да не го скокнуваме. Многу често се скока дека можеби е поскап. Не е поскап, поскап е од обичниот компир. Не се исти со обичниот компир, имат различна нутритивна вредност. Меѓутоа, многу повреди да се купи овој компир, отколку да се купи некоја глупост од рафтовите, би рекла, или нешто што треба да биде поховано, да биде во фритеза. Да се мисли рационално во инвестицијата на состојките што ќе ги земеме. По бојата се гледа дека изобилува со каротен, има полно е со нутритивни влакна, може да помогне и при слабење, за срце, за кардиоваскуларен систем. Одличен е за здравието и мораме почесто да го користиме. Во ситуацијава е печен сладок компир, излупен ми е, истецкан на крупчиња и печен во рерна околу 15-20 минути. Тоа во зависност од рерната на 180 степени. И многу е убаво да се користи во различни форми. Се согласувам. Мислам дека оваа салата ќе биде салата само за мене. Пред време да се закажеш. Да. Друг додаток се оревчињава кои што ми се претходно запечени, може да се сецкат, може и тие имаат вака. посебен шмек кога се печени, не знам, ја и семки практикувам да се печени. Сирови ми се овие, бидејќи во 5 за 12 решив дека ќе ги земам и нив да ги додадам, не ги имам пишано во рецептот, меѓутоа секогаш може да се експериментира во подготовката на нештото. Да се додаде или одземе нешто. Еве го гледате испишан рецептот, веќе неколку пати одеше, со оглед на тоа што сметам дека навистина е интересен и нешто што треба да си го вметнете во исхраната, барем да направите некаква промена. Она што и Маја предноку го потенцираше, ако не мора, нели, не ги бараме работите да ги правите секојдневно, но барем еднаш во неделата, например, ако си внесете просо или сладок компир или
ваква оброк салата со рукола, со наут и со сите останати намирници кои што ги гледате, а ги употребува Маја, ќе направите само добро за вашиот организам, бидејќи тоа е инвестиција на долг рок. За просото на мојот профил многу се зборуваше затоа што многумина го користеле повеќе во блага варијанта. Со овошје... Но неутрален е вкусот. Неутрален е, може да биде замена дури и за оризот. Што значи во манџичка или во тавче печено, многумина ми имаа пишано дека не би им текнало со што да го искомбинираат во солена варијанта. Еве една таква. Еве идеја. А мене од друга страна не би ми текнало никогаш да ставам цимет во салатата, но еве Маја денеска е тука за да ни каже зошто треба некогаш да правиме промени и не се сомневам дека тоа ќе биде супер. Така што, да, секогаш бидете отворени за експериментирање. Тоа секогаш го велам, да. Не велете не уште пред да пробате. Пред да пробаат, апсолутно. Пробај, па потоа кажи си дека сакаш, не сакаш, ти се допаѓа или не ти се допаѓа. Добро. Доколку не се, ова е лимон. Добро. Малку, јас си додавам цимет, додава за шмек. Има нутритивни вредности и како, циметот сам по себе, ама убав е и со сладкиот компир и со просото. Друг додаток што го додаваме агаве, она додава на вкусот пак со сладкиот компир и со просото. Сега веќе ме збунуваш, Маја, ама јас сум спремна за експериментирање. Не велиш, не? Обично агаве го користам нели како здраво засладувач за други работи, ама не и за салата, но одличен е, знаеш, или како што може агаве или може мед. Тоа е прашање на избор, мене ми беше попрактично да го земам. Вака сега кога ќе се навратам, да, сме користеле мед во дресинзи. Мед со сенфес, исто така совршена комбинација. Еве, тоа е и по, како да кажам, по комерцијална, а ова е еден нов момент дека можете и агаве да додадете и цимет во салатата. Тука. Бибер, сол. Ова исто ќе помогне за зголемено ниво на витамин С во истава салата. Ова балсамико. Тоа е балсамико, што ти треба? Имаме и маслинова. Па и маслинова, да. Се. Добро. Ставајте се, нема да сгрешите. Да. И малце маслин. Тоа земева? Да. Добро. Значи, ова е дресингот кој што го користи Маја. Секогаш има простор за експериментирање. Како не? И секогаш може да се пробуваат нови вкусови. Го мешаме на страна. Ја објавили оваа салата по... Јас ја имам оваа објавено со тиква. Што значи секогаш може замени, да. Нормално. Опција. Ако не јадеш сладок компир, можеш да додадеш тиква. Ако не јадеш просо, можеш да додадеш киноа. Наутот греота е да не го јадеш. Да не го додадеш, да. Додади си го. Не, идејата, прашањето ми беше дали и какви се реакциите за ова салата. Има луѓе што имаат пробувано. Еве, последно што има вставано печена банана, не знам таа дали го имаш видено. Не, добро. Ставив печена банана на профилот, кое што беше малце чудно, ама почнаа да ми праќаат слики дел од следачите кои што велат не јадев банана, никогаш не би ми текнало печена банана. Бананата е пресечена на половина, ја мачкам со путер од кекирики, додавам кекирики плюс или јатки по избор, може оревчиња. Се пече во рерна на околу 180 степени 10 минути, ја вадам, додавам малинки и мед од малинки. Или може било кое овошје, било каков мед. И сега зашто ја немаме тука печената нема банана? Да биде лесно за... Не, знаеш како, следен пат ќе ни ја донесеш веќе подготвена, тоа да биде еден десерт, а нешто друго ќе ни подготвиш. Затоа што ако веќе имало коментари за печена банана, рете и да пробаме, но рете и да пробајте си дома. Да си испечете дома. Така. Види еве овие бои. Греота е ова да не се изеде. Јас се сложувам со тебе, само се надевам дека ќе се сложат и нашите гледачи и дека ќе им дадеме денеска навистина убав предлог за тоа што можат да си подготват. Со ова има нутритивен оброк, полн нутритивен оброк, нема потреба од нешто дополнително да се додава, држи ситост, сите овие состојки, долго време ќе ве држат сити, може да ви помогне и во слабење, доколку сте, а секој сака да изгледа витко, на пример, али совршенство од бој.
Јас би рекла и мене мирисот ме примамува и вкусот едва чекам да го пробам, така што не се сумнемам во оваа денешна оброк салата која што Маја ни ја подготви и која што е нашата денешна препорака за тоа што вие можете да промените во вашата секојдневна исхрана. Потенцираме колку е важно салати да се внесуваат. Секогаш. Значи во ретен или да имате ручек, манџа или не знам месо, компир и така натака, што и да е тоа, но не заборавајте дека секогаш треба да имаме и свежа салата. Дефинитивно, а и тоа е моја карактеристика. Пак ќе речам да не се повторувам, ама нели нонстоп ставам како подседник и многумина знаат да ми пишат Леля, салата ме асоцира на тебе или почнаа веќе да си стават стори да ме тагнат мене да ме обележат. Еве ми текна дека треба да јадам салата, на тебе ме асоцира. И верувам дека тоа ти е само показател дека си на добар пат и дека инспирираш многу луѓе да направат некаква промена, макар и тоа да е нешто мало. За општеството мално, за некој е голем чекор тоа, дефинитивно. Тоа сакав да го потенцирам. Па од таа причина се надевам дека и денешните гледачи, оние кои што се во моментов на Тилма, ќе бидат доволно инспирирани со овој денешен оброк на денот кој што ни го подготви Маја и со оваа салата, која што повторно ќе имате можност да ја видите на одјавен кадар и испишан рецепт, веќе неколку пати го споделивме. А ако нешто пропуштивте, разговорот за кусок ќе биде објавен и на официјалната YouTube страна на Утринска на Телма. Маја, ти благодарам. Те оставам да уживаш на дождот, ако најдеш некое мало уживање во истото, но се надевам дека ќе имаш убав остаток од овој денешен ден и дека ќе се видиме за скоро. Благодарам, секогаш ми е чест и задоволство да бидам дел од Утринска на Телма. Ти благодарам. Останете вие на Телма, продолжува нашата Утринска.